Благодарам. Немојте толку да однапред да се откажувате, господин Иван Величковски. Ставата не треба да ви биде препрека. Со вистинска членска книшка денеска и вие би можеле да бидете балетан. Како што стоматолози станаат членови на председателски кабинети, како што и ставам 3 точки. Меѓутоа, шегата настрана, водиме дискусија за буџет во услови кои само наликуваат на дебата. Бидејќи, како што забележавте, голем дел од пратениците на мнозинството или се откажуваат, или одлучуваат да не реплицираат. И треба денеска да бидеме задоволни што Македонија е многу подобра од минатата година, кога опозицијските пратеници за раце и нозе беа изфрлени надвор. И при тоа нервозата е многу висока. Не знам зошто. Уште не сум почнала, веќе дофрлувањата почнаа од ВМРО ДПМН. Меѓутоа, знаете како, сите држави, госпоѓо Бонева, сите држави имаат моменти во кои грешат. Сите држави. Ама добрите власти, одговорните власти велат вака: кога ќе сгрешам, ќе сменам нешто во законите, за да таа грешка не ни се повторува. Кај нас оваа власт го користи спротивниот пример. Кога ќе сгрешам нешто, ќе ги сменам законите така да тоа го легализирам идната година и полесно тоа да го направам. И затоа денеска Македонија живее со системски деформиран буџет. Со системски деформирана буџетска расправа, за која што одговорност ја носи ова парламентарно мнозинство и оваа власт, кој ги даде сите наредби на 24 декември. Во месеците што следуваа, наместо да се размислат за тоа која е цената која Македонија ја плаќа, тие решија вака: ќе го смениме деловникот и ќе легализираме во нашава држава дебатата и разгледувањето на буџетот да стигне така негде до овде. Е тоа успеавме да го направиме на Комисија за финансирање и буџет. И со тек на време во Македонија ќе стане не пракса, ќе стане правило, дека за здравство не треба да дискутираме оти амандманот, никогаш нема да дојде на ред. За образование од време на време, ако ни се посреќи. И така натаму, и така натаму, и така натаму. И затоа денешнава дебата ја почнувам од крајот. Затоа што немаме кога друг пат прилика да дискутираме на овие теми, затоа што амандманите ниту сега стигнаа, ниту некогаш ќе стигнат, ако овој деловник остане на сила. Деловникот кој требаше да го легализира, господине министре, вашето вака. Деловникот кој требаше да го легализира однесувањето и одлуките на председателот на собранието. Деловникот кој треба да ги легализира одлуките со полиција, да се справувате со новинари и со пратеници. Меѓутоа ќе почнам да зборувам за темите за кои на комисија немавме прилика да зборуваме. Буџетот е онолку добар колку што се добри резултатите кои што тој ги продуцира. И во изминативе денови и предходно на комисијата имавме прилика да зборуваме за голем број на области. Јас денеска сакам да спомнам две теми на кои малку имавме прилика да дискутираме. А тоа е темата и резултатите во делот на образованието и во делот на здравството. Инаку, ако почнеме да зборуваме за општите статистики и општите листи на Македонија, треба да го подсетиме министерот за финансии дека денеска Македонија успеа да постигне уште еден историски успех. 7 сме во светот. По тоа колку ни страдаат нашите граѓани. Помеѓу Мадагаскар и Иран. Две вака земји за пример. И бидејќи министерот сака да се споредува и со минатите години, демек светот е денеска во криза, ќе го подсетам дека минатата година на таа најлоша листа не бевме сјајни. Но бевме 17. Сега, после вака добриот буџет и вака одличните економски и сите други политики, успеавте Македонија да ја бутнете понапред. Од 17 место во мизерија и страдање на 7 место. И државите кои ги спомнувавте, дека за нив треба да седнеме и да плачеме, бидејќи кај нив е многу полош отколку кај нас, тие со сите тие маки успеваат нивните граѓани денеска помалку да страдаат од македонските. И сега ќе ви кажам две области кои што покажуваат зошто е тоа така, зошто има и вакви бројки. Еве погледнете, например, во делот на образованието.
Една од политиките која што беше промовирана од 2006 година е дека во Македонија ќе биде задолжително средното образование. Добра цел. Лоша политика како да се стигне до неа. И бидејќи беше лоша, паролашка, ударничка политика, зад која не стоеше ниту план, ниту пари, ниту програм, еве ги погубните резултати на таа политика. Во 2000 година, господа пратеници и господа од власта, Македонија имала 82,9% од своите деца во средно училиште. Без задолжително средно, без промени на устав. Знаете колку се тие денес? Според последната достапна статистика од 2010, 81,9%. И сега како да зборуваме веќе на темата, нема ни да спомнам компјутер за секое дете. Бидејќи се уште чекам информација од владата во кои училишта во Македонија тој функционира. Оти во училиштата за кои што зборуваме со многу сега граѓани низ Скопје, компјутерите веќе ги нема. Ама парите се на други конта. Не се на конта на граѓаните на Република Македонија. Еве и втор податок кој мислам дека е поразувачки и поразителен за сите нас. И за жал за него не водиме дискусија. За жал за него. Знаете дека оваа година, например, во соседна Србија, голема врева, голема дискусија се отвори заради тоа што српските деца забележале полоши резултати на PISA тестовите кои што покажуваат квалитет на образование. Кај нас нема врева, затоа што владата измисли спасоносно решение како да не се тревожиме. Нема тестови PISA. Ке има екстерни тестирања, ке ги казнуваме наставниците, ке ги казнуваме учителите. PISA тестови нема да имаме. Знаете што велат последните PISA тестови? Последните што се решија да се прават. Еве, а погледнете Македонија во својот регион. Најлоша. Погледнете ги бројките. На тестирањето направено и за математика и за наука во 2011 година нема полоша држава во Европа од нас. Ама не само европскиот континент што ние го размислуваме. Тука и Арменија, Грузија. Државата со која доаѓаме блиску е Монголија. Друга држава со која сме блиску е Тунис, во Северна Африка, позната како регион со слабо образование. И сега јас не зборувам дека тоа може да се промени со еден буџет. Ама тоа значи дека политиката која не доведе до вакви резултати е погрешна и со неа мора да се престане. За жал, и буџетската политика во Министерството за образование, за тоа зборуваа неколку мои колеги, е политика на статус кво. Терај понатаму. Божем, резултатите се добри. Втората област, мислам дека треба да не уште повеќе да не загрижи, затоа што со неа се среќаваме секој ден. Сакале, не сакале, и кога сме млади, и кога сме возрастни, и кога сме стари, здравството не ни бега. И денеска, и предходните денови чувме колку владата потрошила во здравствениот систем. Чувме колку владата обезбедила кредити за во здравството. Многу малку чувме и во изминатите дебати и на Комисија за здравство за тоа колку состојбите во здравството се подобриле. Нема такви дебати ни заради тоа што власта не знае да збори. Знае да збори. Ама кога нема податоци и лажењето е малку потешко. Јас сега би сакала да ви покажам неколку графикони кои што покажуваат на какво дередже паднавме после многу потрошени пари во здравството. Тука апсолутно се согласувам. Погледнете го пристапот до примарна здравствена заштита. Гледате некој нагорен тренд? Гледате некое подобрување на кое горди треба да бидеме? Погледнете, во Македонија во 2006 година пристапот до здравствена заштита го обезбедиле 95,1%. Пристапот до примарната здравствена заштита минатата година е катастрофални 84,6%. Колеги, пратеници. И сега кажете ми како овие бројки, едното е од Фонд за здравствено образование, другото е само обработка на тие податоци. Здравствено осигурување. И внимавате, може да и на бројките нешто ќе ми одговорите, бидејќи министерот гледам слуша. Кажете ми како ова се образлага? Секоја година и оваа година во буџетот имаме издвоено пари за бесплатно здравство за сите. Бесплатното здравство, не бесплатно, здравствена заштита. Паѓаат бројките. Одиме понатаму.
Министерот рече и лековите и третманите поевтинуваат. Погледнете го сега овој графикон, кој покажува колку приватни пари трошиме во нашето здравство. Не државата, колку ние треба. Знаете ова што кажува, или сме многу по-нездрави, или имаме некој друг проблем, се разболуваме почесто, ама овие проценти растат. И затоа, например, кога се споредуваме регионално, во Македонија 39% од сите пари што влегуваат во здравство, сами треба да си ги платиме. И затоа, џабе си и опремите кога голем дел од нашите граѓани не можат да го платат, ни тој мал дел, еве го 40% речи си. Погледнете другите држави. Например, Црна Гора 30%. Не зборувам за Хрватска, 14% само ето. Кај нас, шампиони уште еднаш. Ако погледнете структурата па на вработени, многу интересно ќе видите. Ќе видите дека Македонија ги има најлошите проценти во поглед на сестри и целиот вистински медицински персонал, ама за тоа друг пат. Интересно е, например, и тоа предпоставувам дека владата ќе си го реши во координација, можеби со Државниот завод за статистика, како тврди министерот дека лековите уште еднаш ќе поевтинат. И вчера нормално тоа сите го јавија. Погледнете што вели Државниот завод за статистика. Не една година, не 2 години, 3 години поред. Понатаму не барав. Убедена сум дека сличното ќе го најде. Еве погледнете 3 години поред. За здравје оваа година во однос на минатата трошиме 11,4% повеќе. И предходната прета, и предходната вкупно само во последниве 3 години 21% се зголемени трошоците на просечно семејство за да си ги задоволи здравствените потреби. Не е ова луксус. Јал не, ал ова ќе го платиш. Истото, ако имате дилеми, дека е тоа може би се должи на некои други прашања, можда здравствените услуги, одиме да ги платиме во приватно здравство. Погледнете ги лековите. Нели тие што постојано поевтинуваат? Еве ги погледнете. Оваа година во однос на минатата 15% се поскапени. Вкупно во последните 3 години 31%. Државен завод за статистика. И тоа не е доволно. Навистина, бидејќи ги гледав овие податоци пред да го слушам министерот, навистина реагирав и од место, кога министерот почна да се фали со 200 евра за да се лечиш во странство. Знаете зашто? Затоа што тоа е едно од најсрамните предизборни и постизборни ветувања. Срамни затоа што печали на туѓ болест. А лага заради тоа што бројките го покажуваат следното. За разлика од пред, колку, 8 години, кога 86% од барањата за лекување во странство биле прифаќани, оваа година, последнава, го имаме најмалиот број на одобрени интервенции во странство, а процентот на одобрување е паднат на 62%. И рестриктивно е. И знаете како, некој ќе каже, нема државата, па за нешто има. И затоа сега ќе ми дозволите да ви кажам неколку работи. Прво, многу интересно што оваа година во буџетот на Министерството за здравство има многу зголемувања на плати, на стоки, на некои трансфери. Ама интересно е дека за вакцините за деца и оваа година оваа влада ќе штеди. Од минатата година 270 милиони, оваа година само 240 милиони. И сега образложете ми, министре за финансии, како е тоа возможно здравието да нема цена. Значи, за реклама нема цена. Битен е квалитетот. Ама за вакцините има цена. Еве. Истото се случува ако погледнете целосно здравствено осигурување и здравствена заштита и тука паѓа бројката во однос на минатата година. Па погледнете подобро, па ќе видите. Одам понатаму. Кај фондот за здравство ќе видите плати растат, стоки и услуги растат, социјални бенефиции тие паѓаат. Ако погледнете последното кај пет центарот ќе видите дека математиката во овие години се менувала. Например, интересно ми е и тоа да чујам. Како? Во ситуација кога пред само известно време се проценуваше дека 5 центарот ќе чини 380 милиони денари, сега според математиката само на овие 3 години кои што ни се дадени во буџетот 530 милиони денари.
Па 160 милиони, 150 милиони денари не е мала разлика. И при тоа, во буџетите за 2013, во буџетите за 2012, се викаше дека ќе го завршиме до пред една година. И во рете, некој ќе каже, во некои ситуации државата нема пари. И како во таква ситуација, ако државата нема пари, за Стариот театар следната година се обезбедени 400 милиони денари. А па, јас го видов, мислам дека и министерот за финансии беше на свеченото спектакуларно отварање. Пазете, на стар театар кој функционира наводно како што треба, допрва 400 милиони денари ќе плаќаме. Во 2013 дадовме 615, во 2011 530. Математиката не може да се фати на Стариот театар. И ете го отворен, златен, спектакуларен, сите дотерани, цела елита, буржуазија, нова ВМРО-вска дојде, а допрва 400 милиони денари требале да се платат. И тоа би сакала да чујам како образложение. Ваквите прашања, навистина ги има многу во буџетот. Од една страна велиме за здравство, за некои делови нема пари. Знаете ли, господине министр за финансии, дека кога владата плаќа вакцини за деца, дека таа главен аргумент во одлуката кој ќе ги донесе вакцините е цената. Таму е цената најважна. Квалитетот, знаете ли дека во Македонија стана ноќна мора на родители да ги носат децата за вакцина? Не е само причина неквалитетот на вакцините, причина се и многу се уште непотврдени тези дека вакцините предизвикуваат аутизам. Меѓутоа, кога ќе видат родителите дека државата не штеди на реклами, тогаш квалитетот е најважен. Ама штеди на вакцини, дека оваа година има пари помалку од минатата година за вакцини, со право се плашат. И ние од овде треба да ги демантираме, а не со ваков буџет да ги потврдуваме. Одам понатаму, единственото што во овој буџет не се менува, тоа се зградите. Еве ги. Изградба и реконструкција на административни згради на државни органи, уште 31 милион евра. Министерство за финансии, господине министрова, сигурно го знаете, оваа година велите 755 милиони денари, а во 2013 велевте дека оваа година 311 милиона ќе биде. Со минатата година 230, вкупно 540 милиони. И од кај се појави уште 300 милиони нови што треба да се платат? Што се случи со зградата? Порасна и таа. Нема шанси со на ВМРО ДПМН зградата. Вакви, а сега имам уште 4 такви примери. Каде што сме планирале една сума, сме почнале веќе да ги даваме парите, денеска дознаваме дека секој од тие објекти, Скопје 2014 административни згради, чини уште 100 или 200 милиони денари повеќе. Вие барате за тоа да кажеме амин. Почитувани граѓани, тешко е да се каже дали нема пари. Затоа што кога ќе видите начинот на кој со леснотија зградите продолжуваат да се градат, а нивните цени се дигаат до небеса, не ја добивате представата дека оваа влада мисли дека немаме пари. Нема пари за вакцини, нема пари за кардиоваскуларни болести, нема пари за ретки болести, нема пари за квалитетно образование. Ама има пари за уште една зграда, има пари за уште еден криминал. Не е тоа единствената причина зошто за вистинските теми оваа е сиромашна држава. Ќе ви покажам уште една статистика. Можете сами да ја проверите, не е статистика, туку проценка. Извештај на така наречениот глобал финансиски индекс на интегритет. Анализираат во светот како нелегално пари се извлекуваат од различните држави. Применуваат две статистики или два начина на проценка. Погледнете ја Македонија. Ќе видите дека според едната проценка, еве, било која земете ја, во 4 години последни, кои што се анализирани од страна на оваа организација, годишно 750 милиони евра исчезнуваат на нелегален начин или биваат извлечени од државата. 750 милиони. 2 пати повеќе од колку 4 години предходно. Ако мислите дека сум ја избрала само таа проценка, ќе се излажете. Погледнете овде. Според другиот тип на проценка, по милиарда годишно на нелегален начин се извлекуваат пари од државата. Многу повеќе пер капита од многу држави во нашиот регион. Ако сметате дека
има оправдување за ова, дозволете да не се согласиме. Сметаме дека нема оправдување за овој буџет кој што продолжува со луксузот, со злоупотребите и со корупцијата. Нема оправдување што буџетот вели одиме понатаму и народот ова ќе го позлати. Ни требаат промени и на буџетската и на многу други политики.